Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на најновата Телма амбуланта. Болестите на бубрезите често се развиваат тивко, без болка и симптоми. Како да ги препознаеме предупредувачките симптоми што не ги праќа телото? Пиеме ли доволно вода? Може ли некои лекови што ги земаме на своја рака трајно да ги оштетат бубрезите? Кои се најчестите причини за нарушената функција на овој орган? Како да го заштитиме здравието на бубрезите и кога треба да се загрижиме? Разговараме со професор доктор Гоце Спасовски, нефролог. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, а и денеска, како и досега, ќе можете да поставите прашање во програма. Затоа, останете на Телма. Се гледаме набрзо. Како да го зачуваме здравието на бубрезите? Ова прашање ќе му го упатиме на професор доктор Гоце Спасовски, нефролог од Универзитетската клиника за нефрологија. Професоре, добар ден. Добар ден. Добре ни дојдовте во студијата. Благодарам. Добро е најдов. Поздрав до вашите гледачи. Денеска ќе зборуваме за хроничните болести, но и навиките што можат да доведат до оштетување на бубрежната функција. Моето прво прашање денеска е што говори вашето искуство? Дали пиеме доволно вода или само мислиме дека го правиме тоа? Кога сум на предавање со студентите, често ги прашувам колку треба да биде просечниот дневен внес. И верувате, имам многу различни одговори. 1 литар, 2 литри, 3 литри, 4 литри. Но ништо од тоа не е точно. Вистинскиот одговор би бил 4% од телесната тежина. Зошто? Затоа што 65 до 70% од нашата тежина, односно нашата маса, се состои од вода, од течности. Спрема тоа е нужен минимум од 4%, значи на 75 кг човек, тоа е 3 литри, е потребен за метаболните процеси со кои се регулира, значи тој го ги води урогениталниот систем и се регулира метаболизмот, би требало да бидат адекватно обскрбени со течност на дневен внес од 4% од телесна тежина. Тоа значи дека треба да пиеме течност, односно вода, дури кога не чувствуваме жед? Апсолутно да. Се вели дека на секој саат или два треба по една чаша од 2 деци да се пие. Значи, добар избор е ова што имаме Апсолутно, чаша вода да. покрај нас. Дали бубрезите се чувствителни доколку дојде до дехидратација? Што се случува со нив? Да, апсолутно. Во ситуации како што е диареја, неземање течности, а ако сме изложени на топла клима, прекумерно потење, сите тие може да доведат до намалување на количината на крвта, односно на течноста што има во организмот, бидејќи бубрезите се добиваат течност преку нашата крв. И ако е тоа така, значи секој таков проблем со намалување на течноста во човечкото тело може да доведе до помала обскрба на бубрезите и до акутна бубрежна инсуфициенција. За среќа, во најголем број случаи, тоа е реверзибилен процес, но не секогаш со сигурност може да кажеме дека ќе остане така. А дали на бубрезите може да им наштети прекумерниот внес на засладени, газирани пијалоци? Да, многу се шпекулира за таа работа. Генерално за човечкото здравје се препорачува sweet beverages или сладки напитоци да се конзумираат што помалку. Но некоја директна врска, јас не би можел да кажам дека ако не се развива диабет, па диабетот да ги оштетува бубрезите, дека директна врска, асоциација има меѓу напитоците и бубрежното здравје, како и да е подобро и тоа, само да се внесе течност, отколку да не се внесе. А што доколку тој пијалок содржи кофеин во себе? Да речеме пиеме кафе, но некои газирани пијалоци исто така содржат кофеин кој што е диуретик. Така. Во однос на longevity of life, што сме имале симпозиуми и предавања, значи за долгорочен квалитет на живот, се потенцира дека и до 3 кафиња со кофеин, односно 3 еспреса на дневна база би биле добри, како и ликопен, домато джус, тоа е витаминот Е, а понатаму сите овие што се црвени работи во смисол на калинка, во смисол на цвекло, исто благопријатно влијаат како антиоксидативен продукт кој што го помага здравјето на бубрезите и мислам дека немаме никаков проблем во однос на
на таа работа да ги земеме тие на дневна основа, а не би требало да земеме зголемена количина на сол и сладко, да станеме обезни, за тоа што предиспозицијата за стварање, за добивање диабет нормално се зголемува со зголемувањето на телесната тежина, па и со пушењето. Ко споменавте цвеклото, во него, ако не се лажам, има оксалати, исто како и во спанеќот. Се слагам. Дали тоа пак може на некаков начин да наштети на здравјето на бубрезите и да се создадат камчиња? Во право сте, холистички пристап треба да има. Меѓутоа, цвекло исто така е богато и со течност. Ако зимате само салати и пиете ракија, а не кои што се и двете диуретици и оксалати, секако дека може да има калциум оксалатни камења, калкули. Како и да е, ако пиете уз тоа пиво или ако пиете 2 чаши, 3 чаши во тек на јадењето вода, тогаш не би требало да има никаков проблем. Ја знаете, јас често го споредувам процесот на стварање на камчиња со ставање на кафе во еден филџан. Ако ставите кафе за 2 лажички и ќе падне талок половина филџан. Ако ставите една лажица, ќе биде само на дното. Има праг на заситување на растворачот на водата во однос на растворливата материја кафето. Како и за сите останати. Значи, тука станува и шекерот, тука станува и солта и така натаму и така натаму. А пивото, дали е добро пивото за бубрезите? Пивото е најубаво. За бубрезите секогаш се препорачува пиво, затоа што е добар диуретик, затоа што е не многу јак алкохол, а сепак има зголемено количество на течност што се внесува и плюс благо диуретско потенцирано влијание. Како влијаат популарните диети кои што вклучуваат голема количина протеини врз бубрежното здравје? Тоа е проблем. Ние сме имале во пракса кога луѓе доаѓаат со кето диети, значи зголемена количина протеини да билдаат мускулатура и доаѓаат со акутни бубрежни со рhabdomиолизи, тоа е состојба кога се уништува дел од мускулната маса и со некои делови партикли што се раствораат, односно што се добиваат при таа болест, доаѓа до зачепување на самите тубули и тогаш имаме настанување на акутна бубрежна инсуфициенција. Значи ние не препорачуваме дека зголемена количина на протеини е добра. Хронодиета или кето диета, било која од нив, мислам дека за бубрежното здравје конкретно не се добри. Оние кои што ќе ги применат и покрај овие совети што ги слушаат, треба ли да направат некаква контрола на урината за да проверат дали се во ред со здравјето на бубрезите или пак вие како професор, доктор во оваа област категорично ги забранувате? Видете сега, на никој ништо не може да му се забрани со 100%. Секој треба да се грижи за собственото здравје, може да слуша совети, може да не слуша. Сега, ние не сме деца, нели? Јас би кажал да, може да се провери пред тоа, но нема гаранција дека нема да направи проблем ако зима на подолг рок поголема количина на протеини. Затоа што таа работа акутно ќе биде направена, состојба која се создава на акутна база, не е тоа хроницитет дека 10, 15, 20 години хипертензијата или шекерот ги оштетува бубрезите, па тогаш ако зима протеини, веднаш може да ја влоши таа состојба. Значи ова кога е здрав, повторно може да влоши, но не на претходно оштетена основа за хронична бубрежна. Така да може на собствена одговорност со голема количина на течности и би требало да се дозира многу умерено, но секако дека и нашите предци биле со многу помала протеинска исхрана и живееле подобро и не знаеле толку многу за вакви модерни болести како што се во денешница. Значи не препорачувам, меѓутоа не може никој да му нареди никому. А што е со цигарите? Можеме да слушнеме дека и тие влијат врз бубрежното здравје. На каков начин? Во контекст на кардиоваскуларно заболување кое се ствара, многу поголема шанса има за се створат атероматозни плаки, не само во големиот крвен сад аорта, во исходиштето на реналните артерии, нели од самата аорта, бидејќи знаеме дека бубрезите се високо крвно
орган кој што има најголем проток на крв низ него со дневен ултрафилтрат од околу 200 литра на примарна урина, која што потоа низ тубуларниот систем, тоа е гломерулот, клопчето кај што е филтрацијската единица, и потоа меѓу проксималниот тубул, дисталните тубули, собирните каналчиња, ние имаме процес кога се реабсорбира 99% од таа течност и добиваме на крај урина 2-3 литра. Значи, сваќате колку е битно да има голема прекрвеност овој орган. Сега, ако имаме намалување на луменот на артеријата ренална што го исхранува бубрегот, односно што го ако е стесната тој како е стесната, да, тогаш нормално е дека ќе има помал проток и секако од тоа зависи функцијата на самиот бубрег. А тоа секогаш се ствара сем во случај кога има генетска предиспозиција за некоја фибромускуларна дисплазија, тоа е тоа за стеснување, ама од имунолошки или генетски наследен тип. Ова со атероматозните плаки апсолутно е втор поголемина причина, проблем, кој што ќе намали перфузија на бубрек и кој што ќе влоши функцијата. Во тоа дека тоа може да се одрази пушењето и на срцето и на другите крвни садови од мозокот. Ама тоа вие сте го дискутирале со многу повеќе луѓе и знаете дека така. Директна врска на никотинот заедно, значи асоцирана со бубрек, јас не можам да кажам дека има таква нешто, дека акутна бубрежна ствара преку некој интерстицијален нефрит или нешто што ги нарушува тубуларните својства. Повеќе индиректно преку овој механизам. А дали одредени лекови може да доведат до нарушување на функцијата на бубрегот? Да. Некогаш што ги земаме на своја ракама, но има понекогаш и одредени лекарства кои што се препишани на рецепт, се земаат често, а не знаеме дека може да направат. Да, тие over the counter, што се лекови што нема потреба од лекарски рецепт, како што се аналгетици, и тие најчесто се употребуваат за реуматични тегоби, за главоболка, кога имаат луѓето висок притисок, па ги болат делови од телото, и има директен ефект, причинско-последична врска, со тоа што тие ги инхибираат едни хормони, простагландини, простациклини, кои што од друга страна во интерстициумот ја шират мрежата на крвните садови и многу повеќе има дотур на крв, а со тоа и енергија и кислород. И на некој начин ја подобруваат функцијата на бубрезите. Тоа е значи една работа и секое давање на многу аналгетици може да донесе и до некротизирање на папилите, на пирамидите на самиот бубрек, кај што се завршетоците на тубулите, и да има дури и изумирање на ткивото, така? Од изумирање на ткивото на врвот на папилите, и дури може да се оддели еден дел од тоа некротично ткиво и место тие папили да изгледаат изгледаат вака внатрешно, значи конкавни. И тогаш кажуваме дека има еден знак на ring shadow, тоа е знак за аналгезична нефропатија. Значи има болест која е предизвикана со внес на 2 или 3 апчиња од аналгетик дневно основа. Втората категорија на лекови што сигурно знаеме исто така дека влијае е лековите антибиотици од групата на аминогликозиди, бидејќи тие лекови исто така се излачуваат преку тубулите и поголемата концентрација може да доведе до нивно оштетување. Има лекови кои што не би требало да се даваат при еден низок крвен притисок, кои што во нормален случај влијаат да биде заштитен бубрегот, како што се ангиотензин конвертирачки ензим блокери или како што се ангиотензин рецептор блокери, и тие всушност го намалуваат протокот на крвта низ самиот бубрег. И на тој начин се ренопротективни, го заштитуваат бубрегот. Меѓутоа, во услови на низок крвен притисок, кога се додава тој лек, уште повеќе ја намалува перфузијата и на тој начин ја ослабнува функцијата. Така да има плејада од лекови кои што треба да бидеме внимателни, но најчести се овие два, а тоа е умерено употреба на аналгетици и на овие аминогликозиди како антибиотици. Сега, исто така,
PPI, тоа е протеин пумпа инхибитори за стомак што го користат често. За желудникот. Да, има искуство, односно студии кои што укажуваат на тоа дека инциденцата на намалување на бубрежна функција со тие лекови во споредба со оние што се само на Х2 блокатори, како што се фамосанот и другото, значи ова е нолпаза, ланзул и така, во споредба со фамосан ранитал што беше порано, се гледа дека тие лекови што тие пациенти со PPI, со протеин пумпа инхибитори, кои што се често, значи долготрајно, 3-4 години, тие имаат можност не само да добијат канцер на желудник, меѓутоа тоа не е моја област, туку за нас е битно дека инциденцата на хронична бубрежна, што се појавуваат со под 60 мл во минута гломеруларна филтрациска рата, е многу поголема, 20-30%. Тоа значи ка сите лекови се излачуваат преку бубрезите? Не, има лекови што се излачуваат преку жолчка, ама тоа се 15-20% и 80% се излачуваат лековите преку бубрек. А што е со прекомерната употреба на одредени витамини, како што е витаминот С? Велат, не е проблем ке се излачи преку бубрезите. Па студиите кажуваат дека дневни потреби се околу 100 мг. И сега замислите ако вие конзумирате и до 500, би можело на некој начин да биде толерабилно. Меѓутоа, зимаат луѓе по 1 грам. И тој се кажува во поново време, студиите укажуваат дека делува склерозантно на крвните садови. А на крвните садови значи и на структурите во интерстициум и во тубулите на бубрегот. Значи не на сите крвни садови. Секој лек во одредена количина е лек, во одредена може да биде токсичен лек. Токсична материја. Така да јас никогаш не би препорачал 1000 милиграми витамин С. Без разлика што тој ќе се излачува преку урина, затоа што е водотоплив, растворлив, меѓутоа се што е многу и работата ја конзумира и не може нешто друго наместо него да биде исчистено. Така, тајната во умереност, како и секогаш. Меѓутоа тој баланс е најтежок. Најтежок, така. А што е со витаминот Д, пред да придеме на другите витаминот Д ризици? Е зависен од активација на место број 1 се соединува, значи 25 хидроксихолекалциферол се соединува во бубрегот, се активира со додавање на хидроксилна група на местото број 1. Ако тоа не се случи во хронична бубрежна, тогаш имаме појава на зголемување на паратироидниот хормон и секундарен хиперпаратироидизам, кога излегува заради големата преградба, излегува калциумот и фосфорот од коска, а бидејќи не може да се примат внатре во коската, тие тогаш доаѓа до или мекоткивни калцификати или зголемена калцификација на крвните садови. И тоа исто така треба со внимание да се гледа. Значи, секојаш во хронична бубрежна инсуфициенција добиваме низок витамин Т, затоа што нема активација на место број 1, и тогаш доаѓа до секундарен хиперпаратироидизам кај тие пациенти со хронична бубрежна инсуфициенција. А оние кои што имаат здрави бубрези, а може би претеруваат со внесен витамин Д? Не е добро исто така, затоа што тоа зголемува абсорбција на калциум, а знаеме дека секој зголемен продукт калциум со фосфор над 4,4 милимол на литар, секојаш има проблем за зголемена истолжување во крвни садови или во меките ткива. Односно, може и микроуролитијаза, мали калкули, односно песок, да се појави во бубрезите. Така да и таа работа не треба да се претерува. Најубаво е природно да се сончаме сега, на Охрид или во Грција, како наш најблизок сосед. Тоа е најдобрата. Но и тука велат сега да бидеме предпазливи, па нанесуваме креми за сончење, па не доаѓа до односно до синтеза доволно на витамин Д. И повторно доаѓаме до истата ситуација суплементација. Не сум многу за суплементација, кога мора а се решава на начин што можете да излезете рано наутро на плажа, од 8 до 11, и тогаш не ви треба ни креми за мачкање, баш пријатно сонце, и потоа до 6 да не бидете повторно на плажа и на крај пак да излезете на тоа меко сонце кога се зраците коси и кога нема да имате оштетување од УВ зраче. Така, значи паметно под сонцето. Добро, ама ние идеме неколку дена на море и сакаме да искористиме што повеќе, ако ништо друго за многу повеќе пливање. Така е. Кој што е битно и добро за нашиот. Професоре, што е со возраста? Дали по одредена возраст, да речеме, по 60-та година, навистина ослабува функцијата на бубрегот? После 40-та.
Аха, значи се границата е кажува подолу. дека 1 до 2 милилитри во минута на годишно ниво се намалува. Ако е нормално од 120 до 150 милилитри на минута да се чисти со бубрегот, значи после 40-та година, еве до 80-та година, за 40 години ќе имате 1 до 2, до 2,80 милилитри уништена бубрежна функција со старењето и кога ќе извадите од 120-80 ќе ви остане 40. Тогаш добивате еден креатинин покачен, 150, 60, 200. Меѓутоа тоа не можеме да кажеме дека е некое заболување што може да се превенира на некој начин. Да, имаме симптоматска терапија. Има breakthrough сега во нефрологијата во последнава деценија со неколку нови лекови. Меѓутоа, основната работа е дека процесот на старењето уште никој нема добиено Нобелова награда дека го запрел. Така да и ние со органот бубрек сме на слично ниво. Се намалува ли неговата големина? Ако има хипертензија, дефинитивно се намалува. Ако има хронична бубрежна инсуфициенција, дефинитивно се намалува. Значи, во волуменот на бубрегот, во должината, ако било 11-12 паѓа на 9-10, второ, ширината од 6 паѓа на 4-4,5 сантиметри и на крај најбитно е дека паренхимот се стеснува. Ако е нормално 19-20-21 милилитар, тој се смалува на 5-16 и уште повеќе на ултразвук ние гледаме дека е тоа еден бел паренхим популарно наречено. Зошто? Затоа што има многу повеќе склерозирани крвни садови, значи со ожилни промени, отколку што има паренхимско темно ткиво, кај што ехо звукот не се поминува, транспарентно е, а не се одбива да направи една бела слика како што ја добиваме при хроницитет на бубрежната инсуфициенција. Дали лицата што имаат хронични болести секогаш ќе се соочуваат и со некакви проблеми со бубрезите? Например, ако имаат покачен крвен притисок, дали сигурно ќе се оштетат бубрезите или ако имаат дијабетес? Ние сме на некој начин клоака за многу болести. Клоака, мислам дека собираме се од сите болести, кога ќе се покачи креатининот 200-300, нашите колеги ги праќаат кај нас. Без разлика што е основното заболување. Значи, не е само дијабетот, не е само хипертензија. Мултипел миелом, некои гастроинтестинални проблеми, некои проблеми после операции, секогаш може да дојде во крајна линија до оштетување на бубрезите, односно до намалување. Акутно или акутно врз хронично намалување. Како и да е, шекерот е најмаркантна етиологија на денешницата, кој што ги уништува бубрезите. Значи, неговата добра регулација е кондицио sine qua non, значи без услов без кој не се може. И хипертензијата исто така, ако не се регулира, ви реков, доаѓа до нефроангиосклероза и тогаш се намалуваат бубрезите и повторно таа бубрежна функција е намалена. Кога одиме на систематски преглед, задолжително се испитува нивото на уреата и креатининот преку крвта и се прави анализа на утринската урина. Зошто се важни овие лабораториски параметри? Па креатининот засега е биомаркер кој што најлесно отчитува бубрежна функција. Ние имаме равенка на интернет која што ни кажува ако е креатининот 120-130, која ќе земеме години во прашање и раса, некојаш има формули со телесна тежина, колку ни е функцијата на бубрегот. Значи, самата равенка ни покажува колку е. И затоа е битен тој креатинин. Значи, едното е ако е над нормала од 109, меѓутоа второто е да пресметаме отприлика колку е намалена таа бубрежна функција. А уринарниот седимент е најлесно пристапен, урината е најлесно пристапна и ни е потребен да видиме дали има со семиквантитативни стикови анализа, дали имат протеини во урината и дали има еритроцити во урината. И двете во нормален случај кај здрав бубрек ги нема. Ако ги има, мораме да продолжиме понатаму. Значи тоа е мас скрининг, најдобар метод. Дали мора да биде утринска урината за да бидат релевантни информациите? Па се смета дека е од најдолго претходно задржана урина. Во тој контекст е таа работа. Инаку
во било која урина може да се покаже ова што го зборувам, значи протеини и еритроцити. И дури уште повеќе може да се покаже ако сте трчале, ако сте се движеле, отколку во споредба со таа ноќна која би требало да покаже само класично каков е квалитетот на бубрезите, односно дали имаат проблем или не. Ви кажам, кога имаме активност, тоа е веќе нешто друго и може да биде и лажно некојаш, пример, таа марш. Физичка активност или вежбање? Да, може или ако да трчаме, доведе ако брзаме до лабораторијата, така, може да имаме зголемена лажно протеинурија и позитивен. хематурија, односно еритроцитурија, да излегува крв, мали еритроцити низ урината. И како се докажува дека всушност се работи за некоја безопасна состојба и дека нешто тоа е болест во позадина? Диференцијацијата на еритроцити, седиментот, укажува преку инвестигација за квалитетот, односно како изгледаат морфолошки еритроцитите. Ако тие не се оштетени, немаат пупки, не се извијугани, не се оштетени на една страна, тогаш тие не поминале низ гломеруларното клопче. Тогаш може да кажеме само дека е заради некоја спортска активност поека или за тоа што имало некое песоче, па поминало, па засекло негде, загребало во негде во уретерот или во уровезиката, во мочната бешика и на тој начин е добиен тој зголемен еритроцитарен седимент. А за протеинуријата, мислам дека е најдобро и пак најрелевантно ноќно време, односно 24 часа некојаш кажуваме дека е потребно да се собере, па така би имале и од активност дневна, и од ноќно кога се одмараме, и би било најрелевантно како показател. Колку често советувате здравите луѓе да прават контролни прегледи кои што вклучуваат лабораториски анализи на крв и урина? Ако мислите здравите луѓе кои што се во прв или втор самостепен на бубрежна инсуфициенција, ако и немаат ризик фактори, па мислам дека после 40-та и еднаш годишно би биле окей. Меѓутоа, ако се во ризични групи и ако има креатинин во пораст на 2 последователни визити, тогаш апсолутно многу почесто, можеби секои 3 месеци, 4 месеци или дури и секој месец, со тоа што првично кога ги сме сигурни за што се работи, ние даваме одреден тип на терапија и после месец или два гледаме како таа терапија влијае на самата болест. А ако е добро, може тогаш малку и да го одмориме на поголем интервал да дојде. А ако не, тогаш ќе се проба и со некој втори, со трети, со четврт лек и така натаму. Кај диабетичарите треба ли да се утврди присуството на микроприсуството на протеините во урината? А да, ние имаме сега една метода за одредување на соодносот меѓу уринарните протеини и креатининот. Бидејќи за добра евалуација на стейджингот на болеста не е само потребно да кажеме гломеруларна филтрацијска рата, колку е креатинин клиренс, колку е, значи тоа колку чисти функцијата на бубрегот, туку многу битна компонента и дали пропушта протеини. Односно би рекле дека е во прва група не пропушта протеини, во втора има микропротеинурија, во трета има макропротеинурија. Секако дека и ако имате добра бубрежна функција, а се наоѓате во таа трета група со макропротеинурија, со количина над 300 милиграми на литар на дневна основа, тогаш секако дека треба многу почесто да се доаѓа за да видиме дали можеме да ја реверзираме состојбата, да ја намалиме таа протеинурија. Со тоа би имало многу подолговечно преживување на бубрегот. Ќе ги вклучиме и гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма е испишан на екранот. Очекуваме прашања кои што се поврзани со сето ова за што денеска говориме. Сакаме да ги слушнеме вашите дилеми и прашања кои што се однесуваат на здравјето на бубрезите. Ние, професоре, продолжуваме понатаму. Велат дека бубрезите боледуваат во тишина, дека се тивки додека страдаат. И што тоа значи? Со оглед на тоа дека знаеме дека бубрезите може да создадат и многу силни болки. Сега ова е како спротивност. Да, еве да почнеме од второто, силна болка. Кога би имало некој застој во бубрегот, кога би бил подедем, значи поголема количина на течност, кога е отечен, така? Кога е отечен заради тоа што не може да излезе урината. Значи тој создава урина, а не може да излезе. А не може да излезе заради најчест причинител е камче и не дај Боже, може втората некој
тумор што расте во самиот урогенитален систем, а тоа е некој transitional cell карцином или renal cell карцином кој што обструира, и тогаш капсулата која што го обвиткува бубрегот се растегнува и ствара таа болка. Калкулите болат, знаете, со колики, брановидно, и тоа е исто така голема болка, а за сите останати кажуваме дека е инапарентна, односно така тивка, silent killer, го викаме ние, еден тивок убиец, да заради што е тоа така? Затоа што има многу голема резерва во бубрегот. Ви реков, од 120 до 150 мл во минута е нормална бубрежна функција. А за првото покачување на креатинин, тоа е во трети Б стадиум од 30 до 45 мл. Разликата е околу 100 мл треба да се изгубат како бубрежна деструкција, за да прв пат се појави пораст на креатининот, бидејќи луѓето најчесто само креатинин гледаат. Многу помалку луѓе гледаат протеинурија, која што е многу битна работа, еритроцитурија уште помалку, за на крај да кажеме дека ако е бубрегот со ГФР од 30 до 45, а има и протеинурија која е изразена, тогаш апсолутно тоа се наоѓа во многу напредната фаза на бубрежна инсуфициенција. Има ли некои рани симптоми што би можеле да ги препознаеме и кои што се поврзани со откажувањето на бубрезите, а кои што обично ги занемаруваме или ги игнорираме? Не ги сваќаме сериозно? Нема. Под 60 полека и најбитно е дека се адаптира организмот на таа намалена бубрежна функција. Ви реков, дур не се види прв пат за пораст на креатинин, ама тоа е лабораториски. Ние клиничка симптоматологија немаме. Значи, гадење и повраќање доаѓа кога креатининот е 600-700. Фосфорот се зголемува затоа што не се излачува доволно и тој прави хиперпаратироидизам и тој прави зголемен калциум фосфор продукт. Меѓутоа, за да тоа се исталожи во меки ткива или во крвни садови, тоа треба да поминат години. Не можам да кажам дека има клиничка симптоматологија, дур не дојде предтерминална, значи под 30, тогаш веќе може да има гадење, може да има нагони за повраќање, метален вкус во уста, здивот на човекот му има чуден мирис, како на нешто покварен стомак, и може да има прурит, значи чешање, тоа е од зголемиот фосфор кој што се таложи во кожа, заедно со калциумот, и тие се некои симптоми кои што би биле први. Меѓутоа, тоа ви реков кога е под 45, надпредната бубрежна слабост. А како да се открие тогаш болеста на време? Тогаш, ако не сте правиле никогаш лабораторија, нормално со само една лабораторија, веќе одма ќе добиеме резултат. Значи, прашањето е дека има... На ехо не се забележува? Ехо исто така може да се направи. Секако. Меѓутоа, луѓе доаѓаат, за прв пат посетуваат дали доктор локално, матичен, односно во некоја локална болница, кога креатининот е 500, 600, 700, тоа е најголемиот проблем. Значи, таквите луѓе не ни даваат можност за превземање на акција, за да барем ја успориме таа бубрежна прогресија. Бидејќи знаете дека едно лекување со диализа годишно чини околу 15.000 евра. Замислите да можеме година, 2 или 3 да ја одолго влечеме потребата за диализа. Ние би биле посрекни за тоа што од здравствениот колач е еден единствен и кога би заштеделе на една, би имало секојаш повеќе можности за нешто друго и битно да се квалитетот на животот на пациентите би бил подобар. Апсолутно, апсолутно. Диализата, знаете, 3 пати неделно, по 4 часа, истоштени после тоа е така. Така, диализата инаку е процес на филтрирање на крвта со помош на... пречистување на крвта со помош на диализер, тоа е вестачки бубрек, тук еден филтер, се зема крв од едната страна, се враќа на другата страна и тече низ едно коло, циркулира крвта, се прочистува со филтерот, од друга страна има чист диализат, односно диализатна течност која што симулира нашата плазматска концентрација на материите и на тој начин се што е вишок излегува, а се што е помалку и што му треба на организмот влегува во него. Така. Ќе ги вклучиме гледачите со нивните прашања. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден, поздрав до докторот, поздрав до водителката. Ви благодарам. Да, имам едно прашање за докторот. Повелете.
23 година сум оперисан од левиот бубрек. Добро. Пред месец и пол имам операција во Систина по хитно, 2 бајпаса ставено и сега пијам на сабајле есомепразол за притисок бипресо од 2,5 милиграма. Од 20 милиграма пијам за мокрење фуросамид и 2 таблети од по 20 милиграма докторот од Систина ми препиша декортин. Тоа се 40 милиграма. 2 пати дневно и на пладне. Тоа се 80. Добро. На пладне пијам. Добро, кое ви е прашањето? Конкретно предпоставам... Прашањето ми е за декортинот. Качуваат шеќер, качуваат притисак. Дали штети на бубрезите? Така. Пошто шеќераш сум, ради заштита на бубрегот, навечер примам 30 единици тресиба од инсулинот. Да имате само некој прашање плюс? Да. Не, така. Дали штети на Така, бубрегот? дали е тоа проблем? Ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете професоре. Да. Лековите како што се декортин се имуносупресиви и делуваат на нашата имунолошка активност, односно предпоставувам дека колегите најверојатно помислиле дека има некој тип на гломерулонефрит, значи тоа е воспаление на бубрек, кога некои делови од самиот бубрек се препознаени како туѓи. И тогаш имаме реакција на антиген антитело, кое што доведува до воспалителна реакција и оштетување на бубрегот. Само во тој случај јас би оправдал користење на декортин, иако, ако е човекот со диабет, има и други лекови имуносупресиви кои што не влијаат толку многу на задршка на течности, на покачување на крвниот притисок и на покачување на гликемијата. Знаете, неблагодарно е да се даваат совети и терапија само по телефон, иако еве јас пробав да кажам директно за тие два, за тој лек. Така, пациентот сепак треба да посети лекар, особено за една ваква комплексна состојба. Добар ден за следниот гледач. Дали имаме уште еден гледач кој што очекува вклучување во програма? Да, ве слушаме, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Да прашам докторот, имам ехо, ме гледа овој ехо и 20 години не може да му останува што имам во бобрезите. После кога компјутер кога ми направија, ми излегува цисти, нема камења, нема. И што со цистите понатаму? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, што со цистите понатаму? Кога станува збор за цисти, тие може да бидат два типа. Едните се аквирирани, стекнати во тек на животот, и тука ништо апсолутно не може да се направи. Тие можат да пукнат спонтано и само да се излие, ако се полни со крв, да се излие, да има црвена урина пациентот. И втората работа, кај наследната болест, која што се вика адултна полицистична бубрезна болест, тогаш имаме цисти, можеби повеќе од 50 на број, кои што се со различна големина, и повторно и за таа генетска болест не може да кажеме дека нешто можеме да превенираме во однос на цистите. Ние сме пробале да пунктираме цисти и сме пунктирале кога биле солитарни, една единствена циста и која му ствара тежина на самиот пациент, која е со димензија 10, 12, 15 сантиметри, и пробуваме со етокски склерол или со алкохол да ги склерозираме. Меѓутоа, цистите се секојаш, значи, си наоѓаат начин повторно да пораснат и тие некојаш се полни и со урина, а некојаш се полни, почесто се полни и со крв. Така да, ширејќи се, го потиснуваат паренхимот на бубрегот и затоа имаме проблем со намалена бубрежна функција. Генерално, значи, тогаш симптоматолошка терапија со намалување на крвен притисок, контрола на шеќер, неземање многу масти, неземање многу протеини, неземање на многу сол, тоа би било таа терапија и да се следат редовно, дури да дојде потребата од ренална заместителна терапија.
Имам уште двајца гледачи, ќе ги слушнеме нивните прашања, ќе ги замолам само што по-концизни да бидат во интерес на времето, бидејќи имаме уште само 8 минути до крајот на емисијата, а јас би сакала да му поставам на професорот уште најмалку 2 прашања. Значи, овие гледачи ќе бидат воедно последните во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Јас сум на линија. Да, вие сте во програма и го очекуваме вашето прашање. Би го прашал професорот, докторот. Така? Диабетичар сум од 21 година. И направено турп на простатата. Класично, у 8 септември. Така, добро. И имав инфекција 7-месечна на уринарниот тракт. Пред малку слушна дел од прашањето, ќе ми беше тоа, има некој на левиот бубрек 13 цисти, а на десниот една. Ама и друго ме интересира, значи, ноќе станувам по 3-4 пати на мокрење, нели? Така. И некаде слушнав дека прашањето е дали е 400 милилитри, нели, до пола литар, тоа си го правев сам тестот. Колку ќе измокрен после 3 сата. Дали е тоа во ред со обрезите? Во една порција 500 мл мочата? Како рековте? Од еднаш мочата 500 мл? Да. Станувам и тоа го правам, нели, вајца, у едно канче од кисело млеко ќе го наполнам. Аха, добро. Во ред, ви благодарам за вклучувањето во програма, што велите? Да, турп е, нели, средување на простатата, односно дел од простатата се хируршки отстранува. И зошто човекот, пациентот може да има таа полиурија од 500 мл? Тука, ако моча 500 мл, не станува збор за простата повеќе. Може да станува збор за шекер, ако е нерегулиран шекер, како што излегува многу повеќе во урината, тој влече и течност, и вода, и на тој начин му се полни бешиката, ама тој лесно мокри 500 мл. Тоа е едно. И второ, ако се бубрезите ослабени и немаат концентрацијска можност, тогаш, велиме, бубрегот прави вододиуреза. Значи, не чисти креатинин, калиум, калциум, фосфор, туку прави вододиуреза. Многу повеќе состојката течност, вода, а многу помалку се тие материи што треба да ги детоксицира, да ги исчисти. Во двата случаја, мислам, би требало да видиме за што се работи, за да кажеме дефинитивно и децидно што може плюс да се помогне. Меѓутоа, простатата е решена. Значи сега преглед нефролошки е потребен. Нефролошки, така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Во програма сте? Да, го очекуваме прашањето. Повелете. Вака, поздрав до професорот, доктор. Сакам да прашам за каме во бубрек, околу 20 мм е и ствара големи проблеми. Значи, само со кетобруфен користиме и значи болови се многу јаки. Не знам што да правиме и како. Дали е предвидива операција, на кој начин може да се некако облажат боловите. Имате некој подпрашање, професоре? Ви благодарам за вклучувањето. Ова е пред се уролошки проблем. Нашата работа требаше да ја гледаме многу порано, да не стигне каменот до 2 сантиметри. Значи, она што претходно го разговаравме, треба да се види кој тип на соли има во урината, во седиментот, дали се калциум оксалати, дали се урати, дали се цистински, дали се во инфицирана средина, амониум, магнезиум сулфат, струвит. Сето тоа требало претходно да се прави. Второ, требало да се испита колку зима пациентот течност, за да може да се направи баланс. Оти ви реков дека исто као со талогот во кафето, ова е слично. И тој камен, кога прв пат ќе се створи, не може да биде одма 2 сантиметри, почнало 2-3 милиметри и растел до 2. Сега што од уролошки аспект може да се направи? Едно е литотрипсија, тоа е со краткобрано, нели, кршење на камчињата, кој што не е безазлено, меѓутоа не е ни толку страшно. Со голема количина течност, со кршење со литотрипсија, може да излезе тој камен како дисолвиран, како раскршен, со голема количина на диуреза. Тоа е едната работа. Втора работа исто така може да биде класична операција,
може лапароскопска да биде, може да биде отворена хирургија, меѓутоа ако има мегдан да се искрша, тоа би било најбезаздана, најлесна процедура која што ја советувам за пациент. 2 сантиметра на чекамен не може да се измокри природно. Не, да се никако. изфрли. До 7 мм максимум може да се измокри камен. Затоа што растегливоста на уринарните канали не е таква за да може да излезе. Па отворот што влегува во уровезиката, во бешиката, исто така, како може повеќе од 5, 6, 7 мм да излезе камче. Така. Никако ќе заглави долу. Да. На излезот во бешика. Професоре, дали оштетената функција на бубрезите може да создаде покачен крвен притисок? Па Бидејќи може. споминавте дека покачениот крвен притисок ги оштетува бубрезите, но дали Така, можат и вице верза. И обратно. Да, и обратно, затоа што ако почне да јењава, да ослабува функцијата што е прва за ултрафилтрација и има се поголема задршка на течност, таа течност која и човекот добива во килажа, добива отоци, нормално е дека ќе има и покачен крвен притисок, затоа што на иста количина на крвни садови, на 5 км пример, вие му ставате многу поголема количина на крв и таа притиска на зидовите на крвните садови го создава тој крвен притисок. Значи, тоа е апсолутно можно да е така, ако е таа функција на примерна ултрафилтрација засегната. Значи, оштетената функција на бубрезите всушност може да го оштети целиот организам. И понатаму така уште повеќе да го осети целиот организам. И моето последно прашање за денес однесува на жените кои што имаат чести уринарни инфекции, односно чести цистити, воспаление на мочниот меор. Дали кај нив може да дојде до оштетување на бубрезите? Тоа е едно од стравувањата кое што е често присутно. Да. Жените може да направат проблем во начинот на хигиено-диететски режим, односно бришење после микција, после мокрење. Никогаш не треба да се влече од цревото према напред кон уретрата, кај што се наоѓа мочалното цевче. Секогаш треба од озгора надолу да се брише. Тоа е првата работа, затоа што убиквитарна форма, флора во цревото, односно најобична, најсекојдневна е Шерихија коли. А тоа е најчеста бактерија кај женскиот род. Ако нема инструментација, ако не била хоспитализирана, немала катетери, поставување и така натаму, па да добие некоја интерхоспитална инфекција. Значи, најчеста е Шерихија коли, што се пренесува од цревото према уретрата. Тоа е едната работа. Кога ќе дојде до чести инфекции, кои што не се излекуваат 3-4 во текот на годината, тогаш ние советуваме да има профилакса, многу подолготрајна од месец, 2 или 3. Што значи тоа? Четвртинка од дозата може да ја прима и 6 месеци, и година дена, и 2 години, и 3 години. Нема да се оштетат бубрезите, многу помалку ќе се оштетат отколку да има секогаш чести инфекции, па да има интравенски терапии и некојаш терапии со аминогликозиди, што рековме дека исто така влијаат за тубуларните оштетувања. Течности како неспецифична терапија треба да се пијат многу, треба да се регенерира слузницата дали со некоја естрогенска терапија, ако се во менопауза, или пак само со олигоселен А, С, Е, витамин кој што ја регенерира мукозата. Битно е дека треба да посетат доктор, ако имаат чести инфекции, да пијат многу подолготрајна терапија, да пијат многу поголема количина на течности и онаа што ви реков за бришењето да им биде секогаш ном. Професоре, ви благодарам многу за денешното издание на Телма амбуланта, на вистина корисни совети и препораки за сите нас. Благодарам, пријатно за вас и за вашите гледачи. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, ви посакувам пријатен ден.